za sekoj od nas i sekoj den, sekoj čas Buba Mara е со нас. Да живнеме. Златна Буба Мара на популарноста. Може да изпееме заедно. 3, 4. Udaljini čuju se kao gromovi, autoputem prolaze kao vjetrovi, odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoper ljud, što ih prstom prati. Ajmo svi. Motori, motori, ajmo svi. Motori! Давач! Motori! Още еднъж! Motori! 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 Абе, не е технология за нас, за македончева. Сега гледа да кажем. Добро, сега се движиме ние као со мотор. Али не е тоа. Еве, гледай се. Тука има една слика. Пушти ја сликата да видат. На оваа слика бев и јас. Ама ме сецна. Дај ја другата слика да видиш. Па кој сликаше? Што мислиш ти? Па јас сликам. А зашто ме сецнале? Не знам. Зашто? Што да не ги брукам со моторче? Па шо му фали, бе? Гледај. Ово ти е задни крик технологија. Гледај. Види колко е добар. Ово ти е Томос. Тоа што го чекаат од тој Томосот што го чекаме од за МПЦ, тој. Еве го тој Томосот што го чекаме за Томос Вратоломејски, пошто вратоломија правиме. Еве го. Томос Вратоломејски преподобен. Ова ти е великденски, знаеш дека го фарбавме сега, овде. Тазе го фарбав. Фарбан ми е и требаше уствари да биде знамето на Македонија. Се извинувам. Густа гомна да ми еде, на нашата земја. Извини. Македонија. Што ти е, дечко? И ја го фарбав сега за Великден и беше вака, жолто-црвено, заверна и дека го фарбав со онаква со лушпи од кромет и мислиш. Сега вие ако до толку не знаете дека жолто и црвено дава помаранчасто, јас ставно не знам што да ви кажам. Види колку убав. Ово има и педалја, бе. Ово ти е хибрид. Имаш педалја тука, произведува струја. Да, сам си прави струја. Знаеш дека кога слушна дека произведува струја и одма ми се јави, вика добар ден, викам повелете, се јавуваме од кабинетот на ХМ. Да, викам ХМ. H&M? Не вика ХМ. Хидрометеоролошки? Не вика Христијан Мицковски. А за струјата нешто сака да го откупат одма, бе. Ама, ево вие пак, ама се сита. Абе, тоа е тоа. Северна и јужна поделени одма, бе. Добре, стварно сака да кажам, не го продава, бе, види колку има. Види колку е добар. Ова не треба ни да го возиш, ова ти е као баланс байк го користиш, знаеш. Кој не зна да вози за рамнотежа. Многу добро.
Знаеш кој ми го купи? Керка ми го купи, 4 години има. Да, бе. Од парите од мекици. Еве, кацигата керка ми ја одбра. Гледаш? Од мекици. Она сакаше да ми купи и хациенда. Ја реков, не, Керко, ти си татин син, дојди вама да кажа. Мора прво да имаш превозно средство за да стигнеш до хациенда. После ќе купиш хациенда. Ама дете бе, за тебе све ќе направи. Све ќе продаде, сите пари ќе ги пот. Ја и викам, значи ти прво треба да купиш мотор, значи не може ти да купиш хациенда па мотор. Мора да купиш мотор па хациенда. Зашто? Значи прво треба да скокнеш па да кажеш хоп. Така, а не прво да купиш хациенда и да кажеш хоп и од Мексико да се вратиш и кажеш холе. Vamos a la playa, mami, andere, arriba. И што хациендата? Со што ќе идеш пешки до хациенда? Само не ме викаат, бе, не ме викаат да возиме заедно мотори. Зашто не? Да ги брукам, нешто му е... А ќе се качат горе до планина, и ја ќе тргнем јас ова. Знаеш што? Они поменуваат по автопут. А моето... И јас сум ги начекал горе на планина, они више качени, а ја моторот на Рамо, не иде, Рамо ми е другар, ја му, гледате, и Рамо иде, го носи, Рамо остави го тука. Они разпослани горе, пикник. Кој извадил лепче, еден донес ајвар, не знам за кој мислите дека. Ајвар, што мислите, кој донеси? Вучич. Александар Вучич, па на зетин на вакцини, вајде ајвар може да донесе што се стиснат патете. Горе разпослани ајвар, пикник, лепче, сиренце, значи све имаш горе наместено убаво се путерче, мачка, викам, дечки, путеров е со поминат рок, која фатео фрла лебовите, иди. Но путер го подмачкува, па сега не е битно тоа. И путерот со поминат рок, нема везе, и едно време, горе на пикник ке грицкаат сончеглед. Викам, зашто грицкате сончеглед? Па вика, нема зетин. Па што? Па сончеглед грицкаш и правиш зетин. Да бе, мајко. Гледаш што ти е... Зетин нема, а иди у семкара, сончеглед си има регулар. Па што рекол господинот Тони, грицка е Ја фатив да грицкам, ја се потрудив, викам, господине, зашто ви треба за скарата? Му го грицкам, правам... За салата, зашто ти треба? За салата, вирджин, му го правам вирджин одма. Ви треба ладно цеден. Дај фрижидерот донеси. Од фрижидерот излезе Вучич, он одма го прави ладно цеден. Ама... Не ме играат, не ме. И после извади оволка и вреки сончеглед. Глумец, ке грицкаш ли? Шо ке правите бе, пеливани ли ке се борите, викам ме. Не ме викат. Не може. Вајде ја дека не им ги разберам термините. Значи тоа е као, ке дојдеш бе те глумец со нас да возиш, ама треба да даш газ. Извини, викам, шо да дам? Газ. Како викам, извини? Како извини, викам да... Како тоа? Газ, ама... Ова бе, уап! Газ да дам, викам, не можам јако вашите бе тука, бе, ја многу се плашам. Бе, ја еднаш у кривина,
би му набутав газ. Абе, кога сум се исплачил, гледай седиштето што го направи. Абе, знаеш, од страх, кога сум го стиснал, и го руши седиšte, но... Кога сум го стиснал, после кога станав, јас со моторот станав од страх, разбира. Кажам ја така. Ама не, они ме вика, дојде ме глумец со нас, ама слушај, вика, колку ти примам? Не ги разбирате ли, што? Колку ти примам? Викам на тебе, колку ти примам? Па колку ви е доста, бе? Не му ни дам, не ни примам више, бе. Можеш ли да го исправиш? Можам, бе. Гледа го исправам од место. Ке ме убие Ранко, му искинав овдека Бубамара. Ама не, ја го исправам све. И вика, глумец, знаеш што е најбитно за мотор? Што е најбитно? Да фаќаш кривини. Тоа, викам, најболи сте вие, фаќате кривини. Тука ми е мене проблемот. И не ме вика, а се направи голема тајфа. Само се приклучува, то војо. И се возат мотори, се иде, И едно време, почна да ги снемува. Вози мотор, викам, кај бе овој? Тој. Вика, падна. Викам, од мотор? Не, од фотелја. Кај е? Падна. Од што? Од мотор? Од фотелја. Највише падна генерал секретар of the влада. Вози. И много ми е криво. Ама он само ќе го стават, генсек, купува мотора. Уабу, сок. Нов, тега се, сок. И викам, и сите падна генерал секретар of the влада? Да. И викам, сега мене софтверот на моторот, кој ќе ми го стави нов? А они ги држија софтверите. Они ми рекоа, глумец, дојди, ја ќе ти го сменам софтверот. Вика, првиот ми рече, слушај, ја ќе ти ставам еден софтвер, нема ни да ти треба. Остави, колку е милион евра, вика, ги остави. А вториот ми рече, слушај, ја ќе ти го ставам договорени у 4 тркала, у 4 очи. И ништо не ми ставија, ја мислам ке ми го препичуваат, пречупичуваат моторот. Ама сега кога ќе отидат таму, па ќе научат занат таму, па кога ќе излезат, може седиште од номеро 5 пацатира. Пред пацапира. Абе, нека ми купи нова, нека ми репичка. Тешко е. И едно време ги нема, никој не вози више мотор. Викам, што е работа, не вози мотор више. Значи, па, демек, нели беше? Абе, сега дадовме оставки и имаме време да возиме заедно мотор. Па за тоа ли оставки дадовме? Дома да се. И знам зашто не се вози мотор више. Зашто? Они се навикнати на полициска пратња. Така. А сега више нема полициска пратња. Па не му се вози на глубо. И за тоа се ставија картонски полицајци по автопут. Картонски полицајци по автопут ги ставија за да вози, за да има некаков кеј. И он вози. И знаеш кој ги зафркна? Овој од МВР што кажа на прес, вика, картонските полицајци уствари се стварно картонски. Ало, се кажува ли дека се картонски? Кој ќе ти застане на картонски полицајци? Абе не се кажува, бе. Абе не може ти на прес па излезе уште. Обичуко од овајко картон. Абе не го кажува, бе. Обичуко од овај модерно, акана ко буте першенге картонска полицајца. Од овај модерно више наджанава, намангава лежечко полицајце. Само картонски полицајец. Акана, ава карите дикавто акана ко картонско полицајце. И ја отидов, ја не ни знаев порано, отидов до еден полицајец на улица, застанам, викам, бе, кај е за Гостивар да го прашам? Ето вака ме гледа. Викам, здраво, извини за Гостивар. Идам, викам, не нормално. Идам подоле 100 метра, то исто. Абе, не може исто да ги правите, бе. Абе, мора да му дадеш карактер на картонскиот полицајец. Идам, видите.
Значи мора да му дадеш идентитет. Пошто идентитетот е бетон, така? А што идентитетот е картон. Еден дошт, тој картонски полицаец ќе се направи лежичи полицаец. Јавете се во полиција 192. Добар ден, добивте просториите на МВР. За вистински полицаец притиснете 1. За лежички полицаец притиснете 0. За картонски полицаец притиснете старо купуем. Те ги искима. Така да, мислам, не ме вика никој, баш ми е криво и сега се спремам, пошто се најави дека ќе се гради вакво, стаза за Формула 1. О, да. Формула 1 ќе биде, сега се спремам за Формула 1. Па ја гледам за тоа ги шмирглаат шахтите, бе! На Формула да не и закача. И овие зашто ги изнивелираа шахтите? Па на Формула бе не може, тоа е многу ниско. Тоа е главна риторика, ама нема везе тоа. Тоа кога ќе ги направат, да не бидат дека зборам пред време, кај ми е раката? Кај ми е раката? Се извинувам. Се извинувам. Од тоа имам овека, како се вика тоа, ишијас. И дури го сменија бројот на МВР. Веќе не 192. Сега е 112. Да. Да не го измешаат со Владко Стефановски да му звонат. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Да чуем. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Вие терете, ја ќе го најавам. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Минатата година ја добија наградата за најдобар албум и не можеше да отсвири во живо, но затоа оваа година го најавуваме овде во живо единствениот легендарниот Владко Стефановски! Тафталиџе Шафл, најдобар албум 2021. 20-та, извинете. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час.